Под падините на Шара, населен со различни етникуми, во северо-западна Македонија се наоѓа еден град. Според старословенската азбука значи сакано место, а според легендите еден младич Тето ова место го ослободил од големата змија која живеела во непосредна близина на градот. Па во негова чест градот бил наречен Тетово. Најстарите траги на живот во ова поднебје датираат од пред 8000 години. Од тогаш до денес градот преживува многу епохи, се соочува со различни култури, минува доста војни и освојувања, но на крај секогаш излегува како победник. Сега представува дом на многу етникуми кои заедно ги делат придобивките и недостатоците од истиот. Природните услови во Тетовската околина, како климат, релјефот, геолошкиот состав на земјата, овозможиле на ова место да се појават многу извори на вода, со што Тетово е еден од ретките градови во Македонија кој има питка вода, вода за потребите на индустријата и вода за наводнување. Или пак, барем така требало да биде. Може пред 40 години уцртан е план за правење на пут да се поврже со призор преку Шара. И грешка направена голема го уцртали и меѓународни марки. И сега доаѓаја странци тоа време, воли да помага. И вика пут кажа, а не може путот да го направа ради подземни изворски води. Значи, Шара, толку има вода, може Скопје да буде. И овде нема. Знам тамо на кај границава со Косово има едни тунели, цевки, огромни. Да, Поснато е, не можеше да се направи ради подземните извори од вода. Видимо, ајде. О, стигнало честиска овде. Струја не е добро. Полека. Телефон не е. Вода е, добра вода. Вода. Олку за вода. Апчињата. Срцето. Олку за вода. Па ја не поим стока овде. Па ја не се нормални. Немојам да се созирам. Тепихов горе, ама прено тие олку ми пуштиле сметка за вода ова. Па не се нормални. Сега ќе ги псјавим, ќе ги отерам. Прено, телефонот. Па што е? Па тие не се нормални. Ево, сега ја ќе псјавим. Ајде, јави се таму, кафе ми пиете. Ало? Ало, водовод? Ало, да, водовод. Па што е ова со сметке, бе? Ало, друже, мало тише. Пуштате вие вода или не пуштате? Што е ова? Што кај сметке? Да, вода пуштамо, шта сакаш ти да пуштамо? За тие сметки не вода. Па пиво, бе, пиво. Пиво сакам да ми тече, бе, пиво. А не вода. Тепихон од лани го нема. Пуштате вие, ништо не пуштате. Вистина дека Тетово се соочува со дневни и ноќни рестрикции во водоснабдувањето. Секојдневно тетовчани немаат вода со часови. Најзагрижувачка е состојбата со водоснабдувањето во повисоките градски населби, каде вода за пиење има само неколку часа во текот на денот. И така со години, тетовчани дежураат за да ги остварат секојдневните потреби.
Ако се повикаме на дефиницијата на Светска здравствена организација за безбедна вода, а тоа е доволно количини на вода во континуитет и комотно користење и безбедна пред се, лабораториски. Тогаш штетово во текот на целата година не ја исполнува едната од овие 4 компоненти, а тоа е дека ја нема во доволни количини. Во дефиницијата од Светска здравствена организација не се задоволуваат. Зошто е тоа така? Имаме објективни и субјективни причини. Нашите извори се наоѓаат на 1700 метра на надморска височина и Шар планина е карстна планина, така да штедроста варира. Но најмалечка е во зимскиот период, најголема е во пролетниот период со топење на снеговите. Тоа е објективна причина зашто варира штедроста или издашноста на изворите. Субјективна причина е тоа што застарената инфраструктура од водоводната мрежа, затоа што нема капацитет и да ја прифати сета вода што доаѓа во пролетните месеци, а секако е тука и свеста на граѓаните и енормното трошење, нерационално трошење на водата за пиење. Што се однесува до квалитетот и безбедноста на водата за пиење, тука е Центарот за јавно здравје Тетово има склучен договор со јавното комунално Тетово за континуиран мониторинг и лабораториски испитувања на водата за пиење. Навистина, бројот на мостри е минимален, така да проценката на ризикот од наша страна оди тешко, но редовно ја испитуваме овие параметри по однос на безбедност и по однос на квалитет и можам да ви кажем дека Тетово пие една од најквалитетните води во Македонија. Или ако сакате, ние до 10 месец 2013 година имаме извршени околу 220 анализи, од кои само една е микробиолошки неисправна, а физичко-хемиски имаме неколку, меѓутоа тоа се случува во резервоарот, а после кондиционирање, односно после хлорирање на истата, водата е здравствено исправна и безбедна за консумирање. Тетовчани се соочуваат и со низа други проблеми. Наместо со вода, преплавени се со ѓубришта. На секој чекор може да се види расфрланиот отпад по улиците, а во реката пена сплавови од ѓубришта. Обколени сме со опасност од заразни болести. Со кулите од отпад си играат кучиња скитници кои ја загрозуваат безбедноста на граѓаните. Во последниот години нивниот број драстично е зголемен, а никакво решение нема на повидок. Како прво, во нашиот град Тетово е зголемен бројот на кучиња скитници, кои се застапени во голем број. Ја гледам од моите пријатели, комши, роднини, другари, пријатели, децата не ги пуштаат веќе сами да одат на училиште, се загрижени за нивната безбедност, што од кучињата, што од сметот и ѓубрето кое е застапено по улиците. Така да не би сакал многу за сметот и за ѓубрето, кој гледам дека ЈКП сега малку е позаангажирана по тој дел, а со кучињата скитници гледам дека не се превзема ништо. Барем ја не го осеќам тоа. Пред некој ден, дури кај еден мој пријатели, видов дека кучињата скитници јадат цојсана мачка. Што значи? Овие кучиња некако да се збрижат, да се однесат, да се стационираат, би било добро не само за нас, него и за гостите кои доаѓаат од странство, а доаѓаат во голем дел овие денови, затоа што се ближат, знаеме, верските празници, Бајрам. Освен со кучињата скитници, возачите во овој град мака мачат и со паркинзите.
Пренаселеноста во центарот на градот, а и локацијата на поважните установи го отежнува пронаѓањето на слободно паркинг место. Во попладневните часови тоа е скоро невозможно, па граѓаните се принудени неправилно да ги паркираат своите автомобили за да ги завршат секојдневните обврски. Како последица на тоа се оттежнува сообраќајот и се стравува за огромни казни. И останува уште да прашам, до кога? Како што е до сега, уште подобри услови да има со како што е до сега, уште подобри услови да има со сообраќајниот метеж, затоа што Тетово како Тетово е доста убав град за живење, а би сакал исто така да има и добри места за паркирање во градот, затоа што се радувам што градот е културен, богат, има доста прилив на луѓе од страна, го посетуваат поради нашите факултети, а и тоа возможува, значи, и добра и лоша страна со сообраќајот, но би сакал како граѓанин на град Тетово да се овозможи барем уште малку да имаат приступ сите тие возила што во текот на денот или во текот на тие 24 сата што доаѓаат, да им се возможи барем уште малку паркинзи, како например катни гаражи или нешто подземни гаражи во тој смисол, за да можат нашиве граѓани и граѓаните од другите места што доаѓаат во Тетово да си дозволат посета во нашиот преубав град, така речи, каде што живееме со години. Ова е момент, време на штедење. Мора да се штеди, мора да се размишља на све. Прво, мора да се штеди на вода. Мислим, тоа се знае. Второ, мора да се штеди на струја. Може да се штеди на секс, на деца да се штеди и да се штеди најбитно на тутун. Ајде, камера може да регистрира. Јас само си го пуфкам онаќе, не дека имам тутунче у него. Син ми нехња доаѓа дома, вика, тато сум заштедил 10 динара. Викам, цел на мене овија штеди. Како заштеди, викам? Па вика, тато, место да се качим во автобус, ја трчав по него. И викам, синкове, да си трчал по такси, бе, 50 динара ќе заштедеш, ама се деца, знаеш, да не ги деградираш се, не можеш тоа, знаеш. Кај си, а како ти? Добре, настина повоѓа. Да? Грипо сум си актуелно грипо. Субрзал се ја диван, шуро. Абе, немам да си сеќам со како си изгледам. Ми се скрши зубче од чешето. Бре, сега почна камера, ја зворим. Ајде да регистрира колкава коса имаш. Ман се за штедење она, па ти за едно зубче се чидеш, нов чешелј да купуваш те се. Авај. За едно, ова беше последно, зашто ти се чешкате. Ајде. Ајде. Среќно. Комуна Тетовос është e vetëdijshme për problemin që e ka qyteti Tetovës me qendrën Lacak. Edhe ky problem është i trashëguar, do të thënë qendra Lacak janë një problem më i gjatë i Tetovës. Edhe neve punojmë në zbulimin e burimit të problemit, do të thënë nga vijnë ata qenë, sepse të gjithë nuk janë të Tetovës. Edhe ti ndërmarrim masat për ta ndaluar ardhjen e tyre prej vendeve tjera,
por edhe t'i marrim masat ligjore për trajtimin e qenve ndacak, edhe për mënjanimin e këtij problemi nga lista e problemeve që i ka Tetovo. Препозната дека во Тетово има поголем број на возила, отколку што градот инфраструктурно, значи може да ги издржи, кои стават на општината. Значи имаме голем сообраќаен метеж, имаме значи преоптеретеност на улици, немање доволен број на паркинзи, добро ни е познато дека колите се паркираат значи на сами, како да речеме, на тротоарите. Значи што мислите во поглед на сообраќајниот метеж и која иницијатива би можела да се превземе од општина Тетово во поглед на решавањето на овој проблем? Do me thanë trafiku, komunikacioni në Tetov është kaotik edhe neve punojmë në drejtim të zhbllokimit të disa pikave rrugore të cilat do ta çlironin trafikun, edhe po ashtu punojmë në drejtim të gjetjes së zgjedhjes për parkimin e veturave, edhe kërkojmë të gjejmë një zgjidhje të qëndrueshme, jo zgjidhje ad hoc. Po ashtu Komuna e Tetovës planifikon të çliroj trotuaret nga uzurpimi, qoftë prej veturave, qoftë prej dyqaneve etj, dhe t'u kthej atyre ata trotuare qytetarëve. Kjo gjendje, do të thënë kësaj gjendje i ka kontribu një aktivitet 20 vjeçar njerëzor në Tetovë, prandaj do të duhet të gjithë qytetarët të jenë të vetëdijshëm, ti respektojnë rregullat e komunikacionit, ti respektojnë të parkohen në vende ku duhet të parkohen, ndërsa komuna nga ana e vet do të mundohet të siguroj këto vende. Добре. Еве сега, како што ви е добро познато, значи пред изборите јавното комунално предпријатие нели протестира, не примаа плата и поради тоа значи ѓубрето се оставаше во контејнерите. Значи во Тетово владееше голем хаос. Сега ситуацијата е многу подобра. Меѓутоа, според локалната кампања, ние работиме на подобрување на ситуацијата во градот, значи да имаме незагадено Тетово за сите. Што е ставот значи на општината во поглед на тоа и дали ситуацијата во поглед на ѓубрето сметате дека ќе се подобри? Do të thënë është e dukshme, është evidente që gjendja e pastërtisë së qytetit, rrugëve të qytetit është e përmirësuar muajt e fundit, edhe ndërmarrja publike komunale punon me gjithë kapacitetet që ka që ta mbajë qytetin pastër. Këto Komuna e Tetovës planifikon të gjej zgjidhje të përhershme, të qëndrueshme, edhe së bashku me ndërmarrjen publike komunale për sistemin e grumbullimit të mbeturinave, edhe po ashtu neve kemi ndërmarrë disa aksione për pastrim të qytetit, edhe në fushatën parazgjedhore kryetarja ka premtuar që për një vjet do të ndërmerrë një aksion për pastrimin komplet të Tetovës. Edhe pjesë nga ky aksioni janë ndërmarrë, do të thënë janë pastruar disa lokacione, mendje janë pastruar deponit të egra, janë pastruar obore shkollash edhe institucionesh, fillimisht është pastruar Komuna e Tetovës vetë objekti. Edhe këto aksione kanë qenë një lloj thirrje ndaj gjithë qytetarëve që ta kuptojnë rëndësinë të jetuarit në ambient të pastër, edhe të gjithë të mundohemi bashkë që ta bëjmë Tetovën një vend më të pastër, me cilësi më të lartë të jetesës për të gjithë qytetarët, edhe ti gjelbrojmë parqet, të mbjellim lule, të mbjellim drunj, edhe ti krijojmë gjithë ato parakushte për të pasur një qytet të shëndetshëm për të gjithë.